Добре дојдовте во темата на неделата. Коронавирусот и опасноста од глобална епидемија. Како да се спречи ширењето кога е тешко да се препознаат симптомите? Има ли начин за превенција? Дознајте повеќе во наредниве минути. Кинескиот град Вухан, каде што се појави вирусот, и уште неколку градови во централна провинција Хубеи се под блокада. Кина станува карантин зона од која не може да се излезе, а препорачливо е и да не се патува таму. Професорот за заразни болести и епидемиологија Марк Вулхаус верува дека одредени клинички фактори можат да значат дека коронавирусот може да прерасне во голема епидемија. Тој смета дека клучните фактори за утврдување колку сериозен е коронавирусот се каде најмногу ќе се пренесе надвор од Кина и колку време е потребно вирусот да почне да покажува симптоми, откако некој ќе се зарази. The estimate of the mortality rate is based on the cases that have been reported to the healthcare authorities in China. And the question is, and it's a very important question, is whether there are also additional cases, perhaps many thousands of additional cases that are essentially subclinical. Според професорот Вулхаус, 4% смртност е всушност многу висока. За разлика од него, американскиот медицински експерт, професор Ерик Рубин, смета дека новиот вирус не бил толку смртоносен како претходните, например SARS-от пред 17 години. Според него, сегашната пријавена ниска стапка на смртност е охрабрувачка вест. The virus doesn't seem to be as lethal as some of the previous coronaviruses. That is, a lot of people are being infected, but very few of them are dying or getting very severely ill. If this does turn out to be the case, that would be a very encouraging result. Првичните симптоми на вирусот можат да бидат оние на настинка или грип, вклучувајќи каштица, треска, стегање во градите и останување без див, но може да се влошат до пневмонија. Stay away from people who are coughing. They're the most likely to be transmitting whatever they have. I think that the normal precautions we use, hand washing, sanitation, probably are a good idea. Во семејството коронавирус се и обичната настинка, како и вируси кои предизвикуваат посериозни заболувања, например SARS-от, сериозен акутен респираторен синдром, и MERS-от, кои се смета дека потекнува од камили. Избунувањето на коронавирусот во кинеската провинција Вухан се сомнува дека започнало од диви животни кои се продаваат на пазарот во градот. Како што се шири смртоносниот коронавирус, се интензивираат напорите за изнаоѓање лек кој ќе се справи со него. Професорката од Северозападниот универзитет Карла Сачел е еден од научниците широм светот кој е вклучена во тоа. Таа води тим на научници кои испитуваат структурата на коронавирусот за да разберат како да спречат да се реплицира во човечките клетки. What makes coronavirus a particular challenge is that, like all viruses, it has a capacity to change. And so, as what we know about related viruses, such as SARS, doesn't always tell us exactly how to treat or prevent illnesses in people who might contract this particular coronavirus. Сачел и незиниот тим ја мапираат структурата на некои од 28-те протеини во вирусот, за да видат каде лековите можат да бидат ефикасни во, како што вели, машинаријата на вирусот. Во Македонија започнаа да се применуваат некои превентивни мерки, како например контрола на патниците кои пристигнуваат на Скопскиот аеродром со помош на термокамери. Но лекарите велат дека засега, бидејќи не постои вакцина, главната превенција е миењето раце и држењето дистанца од луѓе кои што имаат температура или кашлаат. Ова се патниците кои на меѓународниот аеродром Скопје пристигнаа со вечерниот лет од Истанбул. Со термални камери се проверува дали патникот има покачена температура и симптоми на коронавирусот. Тоа се дел од превентивните мерки кои ги преземаат здравствените власти против ширењето на вирусот, чие жариште е во регионот Вухан во Кина. Македонија нема директни летови со Кина, но затоа се проверуваат патниците кои доаѓаат од Истанбул и од Дубај, од овие градови има директни летови до кинескиот регион од каде што потекнува вирусот. Лекари од Центарот за јавно здравје Скопје ракуваат со термокамерата на аеродромот. Тие прегледуваат дали кај некој од патниците ќе детектираат симптоми на вирус. Секој пациент кој што ни алармира камерата дека има покачена телесна температура,
ќе му се изврши пред се здравствен преглед, епидемиолошки преглед и понатака ќе се проследи за понатамошно детекција, односно лабораториско и клиничко исследување. За патниците има и летоци со информации за вирусот и каде да побараат лекарска помош. А ако има сомнителен патник, се носи во собата за изолација која е во близина на термалната камера. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека се целосно спремни да одговорат на предизвикот со новиот вирус. Морам да кажам дека има огромно искуство кај експертите епидемиолози, експертите од областа на инфективната медицина, во третманот, препознавање, превенција, рано откривање на овие пациенти кога беше тоа случај со епидемијата на ебола. Пациентите со овој вирус може да поминат и со полесни последици, но тие што се постари со намален имунитет и пациенти со хронични болести може да поминат и потешко, а не се исклучуваат и смртни последици. За овој коронавирус се прават напори Светската здравствена организација да ја обезбеди вакцината за наредна 1 година. За сега не постои вакцина за овој вирус. Ве молам, тоа населението мора да го знае заради тоа што голем дел од нив, па и ако се разболам, ќе ме вакцинираат. Не постои вакцина, превенцијата е најголемиот извор на заштита во овој момент. Македонските здравствени власти апелираат дека нема простор за паника во земјава од коронавирусот. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме на коронавирусот и опасностите од него. Повеќе детали за овој веќе глобален проблем на slobodnaevropa.mk како и на нашите социјални мрежи. До гледање.